Ja. Многу му се високи очекувањата од мене, не верувам да не го разочарам повторно. Значи, вака. Значи, ние во предлогот инсистираме на посебен, задолжителен предмет историја, вие тврдите дека е задржан. Ајде да речеме дека политиката замаглува, а науката расветлува. Кога јас, Марија, би била министерка за образование, не би се осудила да не почитувам мислење. Еве, ние грешиме. Во конфузија сме. Ама мислите ли вие дека министер за образование, кој е тамо ефемерна политичка билка, сега е, утре нема да биде, згора не е во оваа област упатена, не треба да поверува дека филозофскиот факултет со едногласната одлука, кога вели дека го отврла интегрирањето на историја, не греши. Зарем не верувате дека Институтот за национална историја, истото кога ќе го потврди, сигурно не е во заблуда? Еве, да сме ние. Председателството на МАНУ вели посебно изучување на историја, филозофскиот факултет, Сенатот, дури и двајцата академици од МАНУ, кои концептот го одобруваат, вака велат историјата треба да остане посебна наука. Еве, ние грешиме. Значи ли тоа дека и тие грешат, не се упатени? Значи, има нешто за тоа. Тоа е првата забелешка. Она што сакам да ви реплицирам. Второ, вака неколку пати рековте во темите кога зборувате мултиетничка држава и мултиетничко општество. Видете, мултиетничка држава, морам да ви кажам, не постои во науката како синтагма. Може да има мултиетничко општество. Мултиетничка држава е сложената држава, федерацијата или конфедерацијата, која што е заснована на етнички клуч. Значи, Југославија, Чешко-Словачка, Советскиот сојуз, и тие пропаднаа. Зошто, знаете? Не само заради отсуство на демократија, туку заради тоа што се создадоа политичка заедница демос. Сега, вие на ова мултиетничка држава и мултикултурна, сосема различно, мултикултурна држава можам да прифатам, иако господја Ангела Меркел вели дека мултикултурализмот е мртов. Меѓутоа, зборувате за значи, дека идејата е да се развива, значи, граѓански идентитет на граѓаните на Република Северна Македонија. Сега јас нешто да ви прочитам. Дали може да се гради таков идентитет? Значи, вака. Во 1991 година во преамбулата се велеше, која ја гласаше СДСМ, морам да кажам. Не, тогаш беше комунистичка партија, партија за демократска преобразба уште. 91. Значи, тргнувајќи од историското, културното, духовното, државното наследство на македонскиот народ и од неговата борба и така натамо, државноправните традиции на Кружевската република и така натамо, гледајте сега. Со амандманот од 2001 година, иначе одговорно тврдам како професор по уставно право, оти освен една измена во индискиот устав, така наречениот Индирин устав 49 година, кога се додадоа два збора социјална држава и демократска, дека не постои примерна промена на преамбула. Не. Нов устав, нова преамбула, денеска по втор пат, ние 3 пати ја сменивме, амандманот вели: граѓаните на Република Македонија, запирка,
македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот, турскиот народ и така натамо, значи, и сега гледајте ја последната промена. Иначе повторно непозната во уставното право, оти преамбула, кога се менува целиот текст. Оти преамбулата нема членови и ставови, туку е еден декларативен дел, каде што се осврнувате во свечен стил, некогаш патетичен, се повикува на државно и во Пиринска, и тоа тие граѓани се дел од ЕУ, не, од граѓани, да, значи тие си се одговорни граѓани, лојални на грчката држава, на бугарската држава, кои што единствено што бараа беше да можат да го изразат својата етничка припадност. Свијат да не смее, значи, иако има пресуди и во Страсбур и за Грција и за Бугарија. Ама друго сакав да кажам, значи, се заменува со проглас. Сите ни се смеат. Проглас не е акт. Проглас е обзнана. Кажувам дека се донесени овие и овие одлуги. Значи, проглас нема никакво, не само правно значење на акт, а да не кажувам државно правно значење. Сега што е проблемот? Одеднаш сега, Преспанскиот договор е причина за преамбулата, одеднаш во трката по гласови за гласање, двотретинско, една партија вели, ајде да го внесеме и Охридскиот рамковен договор во преамбулата. Пазете, не е внесен 2001 кога е донесен. Зошто? Затоа што преточени беа одредбите во амандмани и нема државно правно значење, ама сега е внесен. Еми сега да ве вратам назад. Ако во Охридскиот рамковен договор се инсистира на унитарен и граѓански карактер на државата, како сега се бришат граѓаните кои живеат во нејзините граници, а ние ќе градиме сега граѓански идентитет. Значи, ако во оваа држава се е врз основа на етничка припадност, демос, како збир на индивидуи, не можеме да градиме. Тоа е многу тежок притиск. Сакав тоа да ви кажам, дека е невозможно. Споменувате тамо демократска култура. Исто една интересна кованица, предпоставувам од луѓе кои не знаат многу за култура. Ние во науката ја делиме, во политичка смисла, сигурно сум дека знаете култура, има разлика меѓу политичка култура и култура, овде се мисли на политичката култура, бидејќи таа е врзана за демократијата. И правиме разлика меѓу партиципативна, таа е, затоа повикуваме инклузивна, ама ние имаме поданичка, која ниту е граѓанска карактеристика, а имаме и патриархална и парохијална, која што па ништо нема заедничко. Сега овие партиципативнава, велиме дека има демократски карактер. Сакам да ви кажам дека ова кога го велите дека ќе развивате, ќе се развива, пазете на деца од 4-то оделение, дека ќе се развива, како се вели, идеите на, идентитет
идентитет на граѓани на Република Северна Македонија, не знам што значи. Значи, доволно е да се каже дека ќе градиме граѓански идентитет, европски граѓански идентитет, иако Европа има проблем, нема европски демос. Не постои европски демос, бидејќи повторно граѓаните си ги остваруваат своите права во државите членки на Европската Унија. А во Европскиот парламент не седат представници на партии кои победиле со прашања врзани за ЕУ, туку со национални. Иначе Златна Зора сигурно не би била тамо, или други националистички партии. И главниот проблем се вели дека ЕУ нема да стане заедница полити, која ќе креира различни политики, полисис, се додека го нема европскиот демос. Значи, демосите се на ниво на национални држави, а интересно, значи во Европската Унија гледаме дека се уште клучните одлуки, ние сме најдобриот пример за тоа, колку пати рече Европскиот парламент да, за почеток на преговори, комисијата рече да, Советот вели не, а во Советот кој седи? Не седат представници на Европскиот демос, туку седат представници на државите членки. Тие се уште одлучуваат. Значи, тоа невозможно е. Сакам да кажам, треба да бегаме од фрази. Ако во програма, во проект, стои фраза, ништо од тоа не бива. Значи, Југославија пропадна зашто не се создаде југословенски демос, југословенска политика, југословени имаше, многу беше мал бројот. Сега уште нешто. Кога зборувавте и за АСНУМ, и за, како се вика, и за Крушевската република, го исакнувате и то, и првиот пат, дури мултиетничкиот карактер. Видете, носител на одлуките на АСНУМ, на Крушевската република сакале вие да признаете или не, внатрешната македонска револуционерна организација. Значи, не внатрешна бугарска револуционерна организација, внатрешна македонска револуционерна организација. Бугарската држава е создадена. И нелогично е вие да имате внатре, па и да действува во Бугарија внатрешна македонска револуционерна, тоа е субверзивен елемент тогаш. Сакам да кажам, да, во прогласот се повикуваат сите турци, се повикуваат власи, логично е, ама повикувањето не е доволно за да речете дека прогласот или борбата има мултиетнички карактер. Сите борби во 19. век биле за национално ослободување и за национални држави, без оглед дали е тоа од Австро-Унгарската империја или е тоа од Отоманската империја. Значи, тоа е нешто што е дел од историјата. Немам веќе, тоа сакав да објаснам, мислам дека е важно да се знае, за да не создаваме конфузија кај децата. Ви благодарам. Имам кратка контрареплика, точно за да не создаваме конфузија и на децата.